Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучување на глава 5 од книгата Излез. Но пред да го сториме тоа, сакам да кажам уште неколку работи за стих 22 од глава 4, кои се поврзани со идентитетот на Израел како Божи народ. Уште неколку мисли поврзани со Излез 4.22. Како што ќе забележите од стихот кој ќе го прочитам, во Излез 4.22 Израел е наречен Божиот првороден син. Минатиот пат не обрнав многу внимание на овие зборови, бидејќи бев премногу зафатен со споделување мисли за брачниот живот на Мојсей. Мислам дека е добро да се навратиме на овие зборови и да го објаснам значењето на истите. Ќе го прочитам стихот. А ти кажи му на фараонот: вака вели Господ, Израел е мојот првороден син. Многу е јасно дека поврзаноста на Бог со израелскиот народ беше, и ќе речам се уште е, блиска. Тоа што мораме да го имаме на ум во врска со оваа тема од Библијата е дека нивната блискост беше резултат на Божјата милост и заветот кој тој го направи со Авраам. А дел од тој завет беше и обрезанието. Но, сетете се што пиша Павле во посланието до Галатјаните. Во Исус Христос, ниту обрезанието, ниту необрезанието не се важни, туку новото создание. Како и израелците кои се фалеле со обрезанието, така и денес има многу луѓе кои се фалат со тоа што одат во црква, крстени се, читаат Библија и слично. Но апостолот Павле ни кажува дека, иако се важни, тие нешта сепак не се најважни. Тоа што е вистински вредно во Божите очи е новиот живот, односно, дали сме му дозволиле на Бог духовно да не роди и да не промени. Вистина е дека Бог го нарече Израел мојот првороден син. Но немојте да мислите дека тоа по автоматизам значеше дека сите израелци живеат живот кој му е угоден на Бог. Секој од нив беше повикан да живее со вера и во покаяние. Се враќаме на глава 5. Во глава 5 е опишана нова фаза од животот на Мојсей. Станува збор за неговата средба со новиот фараон. Минатиот пат прочитавме дел од почетните стихови од оваа глава. Но пред да продолжиме со нејзина обработка, сакам да ве потсетам на контекстот на настаните. Мојсей се врати во Египет по 40 години отсуство. Бог реши дека е време да ги ослободи израелците од робство, а Мојсей беше човекот преку кој ќе се случи тоа. Бог му даде задача да ги собере израелските старешини и да им каже за планот. Но на Мојсей веќе му беше кажано дека фараонот нема да им дозволи на израелците да си одат. Поради тоа, Бог најави дека ќе го дисциплинира фараонот, египетскиот народ, и ќе покаже дека боговите на египтјаните се лажни. Патем, кога станува збор за казните кои Бог ги прати врз Египет, сакам да знаете дека тие настани не се одвиваа спонтано, туку Бог имаше конкретен план каква казна ќе им прати на египтјаните и зошто токму таква казна. Кога Мојсей отиде кај фараонот и му го кажа барањето, реакцијата на фараонот беше: кој е тој Господ за јас да го послушам? Не го познавам и немам намера да го ослободам неговиот народ. Фараонот сакаше да знае кој е Господ и затоа ќе дознае, но тоа ќе го чини многу, како него, така и египтјаните. Во Излез 7.5 читаме која беше главната цел на Господ преку се што направи во Египет. Ќе познаат сите египтјани дека јас сум Господ, кога ќе ја протегнам раката своја над Египет и кога ќе ги извадам синовите на Израел од нивната средина. Целта на Бог не беше само да ги ослободи израелците, туку преку казните да им се открие на египтјаните, за да знаат дека нивните богови се лажни и дека постои само еден жив, вистинит Бог. А египтјаните има многу така наречени богови. Кога ќе дојде време да размислуваме за тоа, ќе навлезам малку подетално во оваа тема. Но во тоа време во Египет постоеле илјадници храмови, милиони идоли и според некои истражувања околу 3000 божества. Египетската религија беше навистина силна. Некој можеби ќе рече: како може да биде силна кога славеле лажни богови? Да, може да биде силна бидејќи е дел од сатаната. Не смееме да заборавиме дека иако Бог е семоќен, сепак и сатаната има одредени ингеренции и неговото влијание во одредена област или помеѓу одредени луѓе може исто така да биде силно.
На секое место каде што се обожуваат лажни богови, влијанието на сатаната е изразено и силно. Во 2 Тимотеј 3:8 пишува: Па, како што Јани и Јамври му се противеа на Мојсей, така и тие и се противат на вистината, бидејќи се луѓе со изопачен ум, отпаднати од верата. Јани и Јамври беа под влијание на египетската религија, затоа имаа изопачени умови, а и самите тие беа отпаднати од верата. Влијанието на религиите во Египет беше сатанистичко. Истото се однесува и на грчките религии, кои биле насочени кон боговите кои живееле на планината Олимп. Сатанското влијание е присутно секаде, каде не се почитува и обожува Господ Бог онака како што тој се открил во Библијата. Казните кои Бог ги прати беа насочени против египетските богови, фараонот и сатаната. Делот во кој се напишани тие настани го нарекувам битката на боговите. Слушнете што пишува во Излез 12:12. Бог ги каже овие зборови пред да ја пушти последната казна врз египтјаните. Зашто ќе поминам низ земјата египетска таа ноќ и ќе го убијам секој првороден во земјата египетска, од човек до добиток, и ќе им се одмаздам на сите египетски богови, зашто јас сум Господ. Разбирате? Сите тие настани на вистина беа еден вид битка помеѓу боговите. Преку казните, Бог сакаше да ги порази боговите во Египет. Се разбира, главната цел на се што направи Бог беше да ги ослободи израелците од робство. Во следните неколку минути сакам да ги објаснам казните кои Бог им ги прати на египтјаните. На почетокот Мојсей го претвори стапот во змија, а врачарите во Египет го направија истото. Самото тоа ни кажува дека и сатаната има одредена сила, која е сепак ограничена. Еве ги казните. Прво, реката Нил беше претворена во крв. Плодноста на почвата во Египет зависеше од квалитетот на реката Нил, која истовремено ја нагиубруваше и наводнуваше земјата. Затоа Нил беше особено важна река во религијата посветена на богот Озирис. Водата, која беше символ за живот помеѓу египтјаните, после првото чудо стана символ за смрт. Потоа дојдоа жабите, и тоа беа многу на број. Интересно е тоа што египтјаните обожуваа голем број животни. Една од божиците кои беа почитувани во Египет беше Хека, која имала глава како жаба. Токму затоа народот сметал дека е погрешно да се убиваат жаби. Но, откако се случи оваа казна, тие имаа жаби насекаде. Во креветот, на подот, во кујната, во дворот и слично. Од една страна египтјаните сакаа да ги убијат, но не се осудија да го сторат тоа бидејќи жабите беа свети животни. Потоа, наред дојдоа мушичките, а врачарите од Египет не можеа да го повторат тоа чудо. Претходните две чуда ги повторија, но ова со мушичките не можеа. Во Египет, Геб важел за бог на земјата, а луѓето верувале дека мушичките биле создадени од земниот прав. Следната казна дојде во форма на бубачки. Бубачките беа особено важни во религијата поврзана со богот на сонцето Ра. Откако фараонот не попушти, Бог прати уште една казна, од која пострада добитокот на египтјаните. Голем дел од религиите во Египет беа поврзани со почит и обожавање на домашните животни. Кога Бог прати помор врз добитокот, луѓето требаше да сватат дека домашните животни не се достојни за обожавање. По поморот на добитокот, египтјаните беа казнети со струпки, односно рани. При седмата казна, Бог прати град од небото и со тоа им покажа дека Исис, нивниот бог на воздухот и атмосферата, е лажен бог. Предпоставувам забележувате како со секоја казна Бог им покажа на египтјаните дека нивните богови се ништожни и измислени. Осмата казна се состоеше од наезда на скакулци. Скакулците често се символ на Божиот суд. Тоа го читаме во книгата на Јоел и во книгата Откровение. Потоа се спушти темнина. Египтјаните го славеа богот на сонцето, Амон Ра, кој беше представен како некој од кого излегуваат сончеви зраци. Кога бев во Египет и ги видов некои од рушевините од тоа време, забележав дека Амон Ра е представен во форма на сонце. Но, кога Бог дејствуваше, во Египет се спушти голема темнина и Амон Ра не можеше да стори ништо во однос на тоа. Десеттата казна беше смртта на првородените во целиот Египет. Според некои верувања, египтјаните ги посветувале првородените синови на боговите.
И со 10-та казна Бог им го одзеде и тоа на египетските богови. Преку сите овие казни, кои исто така беа еден вид чуда, Бог не само што создаде простор за израелците да бидат ослободени, туку и ги поучуваше египтјаните многу важни лекции. На некој начин преку овие казни, тој им се откри на луѓето од Египет. Тие имаа можност да бидат сведоци на Божјата сила и моќ, и секој од нив имаше избор да одлучи што ќе направи со тоа што го виде со своји очи. Мојсей бара од фараонот да ги ослободи израелците. Сето тоа ни дава еден вид позадина за тоа што се случи, а е опишано во книгата Излез. Сега ќе продолжиме со проучување на глава 5. Слушнете што пишува во првиот стих. А потоа Мојсей и Јарон дојдоа кај фараонот па му рекоа: Вака вели Господ, Бог Израелов, пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустината. Ова беше првиот чекор во целиот процес на ослободувањето. Мојсей и Јарон не отидоа кај фараонот да му кажат: ние си одиме, време е да ја населиме ветената земја. Тие само побараа да бидат ослободени, за да појдат во пустината и да го обожаваат Бог. Со тоа го подготвија фараонот за она што ќе се случи подоцна. Слушнете ја неговата реакција. Но фараонот рече: кој е тој Господ за да го послушам гласот негов и да ги пуштам синовите израелски? Не го познавам тој Господ, ниту ќе го пуштам народот израелски. Тој им кажа две нешта. Не го познавам Господ и немам намера да ги пуштам израелците. Дека не го познава Господ е очигледно. Да го познаваше, веднаш ќе ги пушташе израелците. Но доаѓа време кога ќе се запознае со него. Стих 3. А тие рекоа: Бог на евреите не повика нас 3 дена пат да одиме во пустината, за да му принесеме жртва на Господ нашиот Бог, та да не ни испрати помор или убиство. Со други зборови, Мојсей и Јарон рекоа: ако не му принесеме жртва, тој може да не казни. Стихови 4 и 5. Тогаш царот египетски им рече: зошто вие, Мојсей и Јарон, го одвлекувате народот од неговата работа? Одете да работите. И фараонот уште додаде: ете, сега кога народот се намножи во земјата, вие сакате да го натерате да не работи. Фараонот мислеше дека преку тоа што го прават Мојсей и Јарон, всушност сакаат да кренат некаква револуција и да го натераат израелскиот народ да не работи. Наместо да бидат корисни, испадна дека израелците сакаат да безделничат и да обожаваат некаков си Господ кој не им беше познат на египтјаните. Наместо да ги пушти, фараонот смисли нешто друго. Фараонот ја зголемува работата на израелците. И веднаш им заповеда фараонот на надзорниците над народот и на настојниците негови па рече: од сега на народот нема да му давате плева за правење тули, како досега, туку сами нека одат да си собираат плева. А колку тули досега правеле, настојувајте толку да прават и од сега. Ништо не намалувајте, бидејќи се без работа, па затоа викаат и велат да одиме и да му принесеме жртва на нашиот Бог. Наместо да им даде одмор, бидејќи фараонот мислеше дека токму тоа го сака израелците, тој уште повеќе им ја зголеми работата, така што им заповеда сами да си ја собираат плевата за тулите. Еден од моите најинтересни професори на факултетот се викаше доктор Мелвин Гроув Кайл. Го спомнав во една од претходните епизоди. Тој беше експерт за културата и историјата на Египет. На еден од часовите, доктор Кайл донесе тула што ја земал од рушевините на градот на Рамзес. Самиот тој ни посведочи дека, кога бил на тоа место, забележал дека првите редови од тулите од рушевините биле со плева, а погорните без плева. Ова е историски факт, кој на одличен начин ја потврдува вистинитоста на тоа што е запишано во книгата Излез. Се разбира, дури и да не ги видев тие тули, јас секако ќе верував во тоа што го пишува во овие стихови. Но интересно е тоа што и археологијата го потврдува овој текст. Зборот на фараонот беше послушан и израелците добија повеќе работа. Тоа воопшто не им се допадна и затоа одлучија да се пожалат кај фараонот и да видат зошто е толку строг кон нив. Стихови 15 до 21. И отидоа настојниците на синовите израелски пред фараонот, па извикаа и рекоа: зошто постапуваш така со слугите твои? Плева не им се дава на слугите твои, а пак ни се вели правете тули. И ете, ги тепаат слугите твои, го онеправдуваат твојот народ. Но тој им одговори:
седите без работа, не работите, па затоа велите да одиме да му принесеме жртва на Господ. Затоа сега одете, работете, плева нема да ви се дава, а вие определениот број тули ќе го предавате. И настојниците на синовите израелски се видоа во зло, бидејќи им беше речено, дневната количина на тулите не смеете да ја намалите. Ако го излегоа од кај фараонот, ги сретнаа Мојсей и Јарон кои стоеја и ги очекуваа. Па им рекоа, Бог нека види и нека ви суди што не направивте омразени кај фараонот и кај службениците негови, и им дадовте меч во рацете, за да не убиваат. Со други зборови, народот им рече на браќата, вие двајцата, наместо да ни помогнете, вие му дадовте на фараонот повод и причина да ги зголеми нашите работни обврски. Мојсей се жали пред Бог. Тогаш Мојсей се обрна кон Господ и рече, Господи, зошто го воведе во неволја овој народ? Зошто ме испрати мене? Кога Мојсей дојде во Египет, тој беше сигурен дека народот ќе поверува во планот и нема да има никаква опозиција од нивна страна. Но сега се соочи со реалноста и свати дека не само фараонот, туку и народот се крена против него и Јарон. Единственото нешто што го сакаше беше да ги ослободи израелците, но нештата не се одвиваа согласно неговиот план. И затоа почна да се жали. Стих 23. Зашто, откако излегов пред фараонот и проговорив во твое име, тој уште полошо постапува со овој народ. Ти не го избави народот свој. Мојсей беше искрен пред Господ. Тој рече, дојдов во Египет за да го пренесам твојот збор и ми ја кажав твојата порака на сите и наместо фараонот да не пушти да одиме во пустињата, тој на народот му даде повеќе работа. Задачата која ми ја даде е многу потешко од што мислев. Но Бог беше трпелив и полека, но сигурно го исполнуваше својот план. Глава 6. Во глава 6 Господ ги охрабрува Мојсей и Јарон, но исто така сака да ги охрабри и поучи и израелците. Покрај другото, во оваа глава читаме дека Бог имаше уште една порака за фараонот. Бог дава одговор на молитвата на Мојсей. Ке ги прочитам првите 2 стиха од глава 6. Слушнете го следниот дел од разговорот помеѓу Бог и Мојсей. А Господ му рече на Мојсей, еве, ќе видиш што ќе му направам сега на фараонот. Под дејство на силна рака ќе ги пушти, под дејство на цврста рака дури ќе ги истера од земјата своја. И уште му зборуваше Бог на Мојсей, па му рече, јас сум Господ. Бог повторно му се објави на Мојсей и му кажа што ќе се случи во наредниот период. На некој начин, ова беше еден вид подсетување за Мојсей, за да биде сигурен дека се одвива според Божиот план и дека колку и да е тврдоглав, на крај фараонот ќе попушти и ќе им даде дозвола на израелците да си заминат. Иако нештата изгледаа дека се вон контрола, се одвиваше според неговиот план. Во следниот стих, Бог му дава на Мојсей до знаење дека не го заборавил заветот кој им го даде на Авраам, Исак и Јаков. Слушнете што пишува во стих 3. Јас им се јавував на Авраам, и Исак и Јаков како Ел Шадај, а со името мое Јахве не сум им се открил. На Авраам, Исак и Јаков Бог им се откри како семоќен, создател, откупител, а на Мојсей му се откри како оној кој вечно постои и чие постоење не зависи од ништо друго. Мојсей не беше првиот на кого Бог му се објави, но му се објави на начин кој на неговите предци не им беше познат. Стих 4. И направив завет свој со нив дека ќе им ја дадам земјата ханаанска, земја во која тие беа доселеници и во која живееја како тугинци. Забележете што е тоа на кое Бог става посебен нагласок во овие стихови. Слушнете што пишува во стиховите 5 и 6. Ги чув воздишките на израелските синови, кои египтјаните ги измачуваат, и се сетив на заветот мој. Затоа, појди им кажи им на синовите на Израел велејки, јас сум Господ, ќе ве изведам од египетското робство, ќе ве избавам од насилството нивно, ќе ве спасам со силна рака и со строга казна. Во овој дел од книгата Излез има 7 изјави во кои Бог ветува дека ќе направи нешто за израелците и ова е првата. Бог му вети на Мојсей дека ќе го изведе народот од робство. И како што ќе видиме при проучувањето на оваа книга, тој го исполни своето ветување. Бог секогаш го исполнува тоа што го ветил. Како што ги спаси израелците од робство,
Така и нас не спаси од робството на гревот. Вие и јас имаме спасител, а тоа е Исус Христос. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.